Затоа со нас се и денеска колешките кои пресконференцијата ќе ја пренесуваат на знаковен јазик, па би замолила во таа насока во кадарот нели да бидеме заедно. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, добро утро, добар ден и добре дојдовте на првата пресконференција во Државната изборна комисија за денеска. На 3480 гласачки места во 80 општини на територијата на државата, право на глас во вториот круг на овие председателски избори имаат 1.808.131 гласачи. На гласачките места веќе 3,5 часа гласањето тече мирно, непрекинато и без неправилности. Денеска се гласа во втор круг и на предвремените избори за градоначалници на општините Охрид и Ново село. Во Охрид со право на глас се запишани 52.303 избирачи, додека во Ново село 11.365 избирачи. На оваа пресконференција ќе ги соопштиме податоците за излезноста на гласачите до 10 часот. Најпрво ќе почнеме со податоците за председателските избори. До овој момент обработени се информациите од 88,10% од избирачките места. Вкупниот број на запишани избирачи во избирачките места од кои пристигнале податоци се 1.571.008 избирачи. Вкупен број на избирачи кои гласале во избирачките места од кои се пристигнати податоци се 99.192 или во проценти 6,31%. Како општини со највисока излезност до 10 часот се издвојуваат Крива Паланка со 14,91%, потоа Демир Капија 13,24%, Кратово 12,46%, Берово 11,06%. Како општини со најниска излезност до 10 часот би ги издвоиле Брапчиште 1,16%, потоа Дебар 1,29%, Боговиње 1,31%. Во однос на излезноста на изборите за градоначалници на Охрид и Ново село, досега се обработени податоци од 99,08% од избирачките места. Вкупен број на избирачи кои гласале во овие избирачки места се 4062 или 6,38%. Во Ново село гласале вкупно 10,05% од запишаните избирачи, додека во Охрид до 10 часот излезноста е 5,59%. Во овој процес гласачите имаат право на два вида приговори: приговори за заштита на личното избирачко право и приговори за постапката за гласање и сумирање на резултатите. Овие приговори гласачите може да ги поднесуваат на образец кој може да го добијат на секое гласачко место или електронски на веб апликацијата приговори.sec.mk. Денешниот изборен ден го наблюдуваат 3381 домашни, 520 странски наблюдувачи, 289 преведувачи и 60 странски новинари на кои Државната изборна комисија им издаде акредитации. Активен е и бесплатниот телефонски број 0800 555 444, на кој заинтересираните граѓани можат да се јават и да постават прашање или да остават коментар за Државната изборна комисија, заедно со своите податоци за контакт, каде би можеле да добијат одговор на поставеното прашање. Новина која за прв пат ја воведовме на овие председателски избори, а во однос на комуникацијата со граѓаните, е тоа што за граѓаните со оштетен слух и говор на денот на изборите, активен ќе биде телефонскиот број 076 488 360, на кој преку видеоповик ќе можат да постават прашање до Државната изборна комисија и да добијат одговор на македонски знаковен јазик. На сите граѓани на располагање им се интернет страницата на ДИК www.sec.mk, како и страниците на социјалните мрежи Facebook и Twitter и каналот на YouTube,
каде што може да добивате правовремени и точни информации поврзани со денешниот изборен ден. По завршувањето на оваа пресконференција, податоците за излезноста ќе бидат објавени на нашата веб страница rezultati.sec.mk и сакам да напоменам дека на оваа веб страница податоците ќе се ажурираат како што тие ќе пристигнуваат од оние избирачки места кои недостасуваат досега. Рековме, пристигнати се податоци од нешто над 88% од избирачките места. Во текот на наредните минути ќе пристигнат податоците од останатите 12% од избирачките места. Така, врз основа на ова ќе се менува и бројката на гласачи кои излегле на гласање. Наредната пресконференција во Државната изборна комисија ќе започне во 13 часот и 30 минути и на неа ќе бидат презентирани податоците за излезноста до 13 часот.